Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денес беше во официјална посета на Кичево и Кичевско. Груевски присуствуваше на официјалното стартување на фабриката за воздушни перничиња во технолошко-индустриско развојната зона во Кичево, инвестиција на американската компанија Key Safety Systems. Веднаш потоа Груевски посети и повеќе населени места. Во селото Вранештица тој оствари средба со локалното население, при што му беа посочени повеќе проблеми и барања, како што е потребата од рурален доктор, а од ова грнчарско село жителите побараа од Груевски да им се овозможи и субвенционирање на овој стар занает. Што да има повеќе гледате жители, а немаме никаков доктор. Значи има и повозрасни луѓе што не може да одат секојдневно на лекување. А време на болести и на секакви работи. А 5 минути се до Кичево? Не се 5 минути за постарите. Зашо? Ама не, во ред, зашо имаме амбулантна, еднаш неделно 2 пати од градската болница да иде, зашо под општината спаѓаме. Мисля дека порано имаше, но сега нема. Доаѓа матичен лекар или што е? Па од брза помош може да иде. Брза помош нема матичен. Може жители се тука. Па има 350 жители. Како грнчарско село. И во Македонија, не само овде, и во цела Македонија. Продавате ни цела? Имаме голем проблем. На све се дават субвенции за пчели, за земјоделие, за едно друго. Кај нас нема ништо за грнчарство. Или некои не иземат парите, има ни Скопје некој. Не фаќаат, тие што не се грнчари грабни, за нас никому ништо. Или мој нешто се помогнат. Грнчарството е занае, така? Да, не е занат, земјоделие. Занат во изумирање. Ама Во стар изумирање. занат е, стар Нема. занат. Млади што работат грнчарство нема. Све се стари на 70-80 години. Све е тоа за... И немат. Добро, да провериме. Ајде да провериме. Дали за тоа може некои субвенции да се најдат? И дали има можеби некои субвенции во економија? Жителите на село Другово од Груевски побара решавање на проблемот со фекалната канализација, реновирање на спортската сала на основното училиште Христо Узунов, како и реновирање на патот. Дојде вода тука, не можевме дома да појдеме. Грани, фала Богу, ни помогна малку да туриме, иначе не се врви тука. Ако се може општината да се санира канализација, јас имам видено и со дел од жителите. Катастрофа е. Ние имаме обезбедено 1.600.000 евра за овој регион, за Кичево. Граначалникот има искористено дел од средствата, околу 750.000 евра имаат на располагање кај нас во Министерство. Единствено треба граначалникот да достави проект до нас, ние ќе го isfinansираме цел. Како директор во спортскава сала, нешто што можеме во врска со реконструкцијата на спортскава сала, не е тоа некоја голема инвестиција, меѓутоа се користи, да. Само паркетот се. Паркетот, да, внатрешниот дел и ламперијата што е стрејата на спортската сала, на дворешниот дел. Добро, ќе го забележиме, ова не можам одма да ја одговорам, но ако има некоја можност ќе го забележиме и ќе действуваме. На крајот од денешната посета, Груевски оствари средба и со жителите на Кичево. Тој од нив слушна повеќе идеи, а исто така кичевчани му се заблагодарија и за досегашните проекти на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Заблагодаруваме на сите граѓани за проектите и за реформите кои што ги спроведувате, и лично и вие, но и владата на ВМРО-ДПМН за нашиот град. Задоволни сме од инвестицијата со КСС. Задоволни сме од инвестицијата со автопатот Кичево-Охрид. Посочените проблеми на граѓаните, председателот Груевски најави дека во најбрз можен рок ќе бидат разгледани и решени, а предложените идеи ќе бидат дел од предизборната програма на ВМРО-ДПМН за претстојните предвремени парламентарни избори.